أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Вечерва продолжуваме со Аллахова дозвола со нови два ајети, а тоа е 89-тиот и 90-тиот ајет од ова возвишено сура, суратул Бакара, во кои два ајети ќе видиме како зависта може да го доведе човекот од знаење во џехл, во незнаење и во неверување, од препознавање на вистината до нејзино одбивање. Исто така зависта го носи на човека од Аллахова благодет кон Аллахов гнев и лутина валијаду билла. Зато Аллах Азза ва Џел не предупредува за последиците на оние кои продаваат својата душа за нешто безвредно на ова дуња и одбијаат вистината откако им станала јасна. Па вели возвишениот Аллах Азза ва Џел во 89-тиот ајет: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. А кога од Аллах Азза ва Џел им дојде книга која потврдува вистинитоста на она што тие Бену Исраил и евреите го имаат, а пред да се објави Куранот, барао да Аллах субханаху ва таала да им испрати пратеник како помош против неверниците и многобожците. Па кога им дојде пратеник од Аллах Азза ва Џел, тоест Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, за кој тие веќе ги знаеа неговите својства, тие во него не верува и го одбија на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, па нека е Аллахово проклетство на неверниците. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во овој курански ајет вели: и кога им дојде на кого, на евреите, книга од Аллах Азза ва Џел, а тоа е Куранот, кој е објавен на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, која потврдува вистинитоста на она што тие го има, зашто овој Куран, овој Аллахов говор, ја потврдува вистинитоста на оне што евреите го имаат претходно, од Теврат, од Инџил и слично. А пред да се објави Куранот, бара од Аллах Азза ва Џел да им испрати пратени како помош против неверниците. Што значи? Пред да дојде овој пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем со оваа книга Куран, тие бараа победа и помош преку неговото доаѓање против своите непријатели од курејшиите, од многобожците општо. Кога ќе се бореа против нив, па им велеле, ове евреите му го велеле на мушриците: на вистина ќе биде испратен веровесник на крајот од времето. Значи, биле луѓе на илм, биле луѓе на знаење, имале книги измеѓу себе. Па му велеле на многобожците: на вистина ќе биде испратен веровесник на крајот од времето и со него ќе ве убиеме како што биле уништени Ад и Ирам. Како што пренесува Мухаммед ибн Исхак од Катадат ал-Ансари, од некои нивни старешини дека рекле: саколниме во Аллах Азза ва Џел дека овој курански ајет е објавен за нас и за нив, тоа е за евреите. И велит: ние долго време во џахилијатот бевме посилни од евреите. Значи, додека биле многобожци, биле посилни од евреите и ги совладувале. Па кога тие ке биле совладани, му велеле на многобожците: на вистина, за скоро време ќе биде испратен веровесник, а неговото време веќе се приближило. Ние ќе го следиме и со него ќе ве убиеме како што биле уништени Ад и Ирам, но кога Аллах Азза ва Џел
го испрати својот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем од курейшиите, од арапите. Не бил од евреите, туку бил од курейшиите, од арапите. Па велит, ние го следевме, асхабиве, а додека тие не поверуваа во него, значи евреите го негирале од што? Од завист према арапите. Затоа Аллах азза ва джелле вели, па кога им дојде пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, за кој тие веќе знаеа и ги знае неговите својства, тие во него не веруваа и го одбија или го занегираа на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Па нека е Аллахово проклетство на неверниците. И денеска овие евреи, кои денес се наоѓаат општо во Палестина, токму и следе трагите на своите предци, на своите татковци, па од ними не се очекви никаков хаир и никакво добро. Зате евреите од везден и до ден денешен се народ на тврдоглавост, народ на противење. И од нив низ историјава, низ долги времиња, исламот го примиле само малкумина. За разлика, например, од другиве народи, за разлика од христијаниве, од кои денеска стотици илјади примвет ислам во разни исламски центри. Но не сме слушнале или скоро да не сме слушнале некои евреи дека имат примано ислам. Што значи тие се тврдоглав народ, народ на противење, народ на лошотие и зулум, а од нив рековме дека го примале исламот само малкумина, од кои биле и Абдулла ибн Салам ради Аллаху таала ан. Потоа возвишениот Аллах азза ва джелле во 90-тиот ајет вели: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Вели Аллах азза ва джел, колку ли е само лошо тоа зашто овие евреи се продадоа, а тоа е да не веруваат во тоа што Аллах азза ва джеле го објави. Поради што? Поради нивната злоба и завист, што Аллах азза ва джеле од добрината своја му спушта објава на кого тој сака од робовите своји. И се вратија од еден греф на други греф, а на неверниците им припаѓа понижувачка казна. Зборовите на Аллах азза ва джел, колку ли е само лошо тоа зашто се продадоа, значи колку грдо и колку бедно е тоа што тие го избрае за себе си, а тоа е неверувањето во она што Аллах азза ва джеле го објави. Го замениле иманот со неверување. Поради нивната злоба, неправда, непријателство и завист. Не може да прифате дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем дојде од потомството на Исмаил алейхи салату ва салам, а не од нивното потомство или потомството на Бену Исраил. И затоа тие до ден денешен имаат посебна омраза и посебна злоба кон арапиве. Посебна омраза. Затоа што Мухаммед алейхи салату ва салам е испратен од ними. И затоа Аллах азза ва джеле вели, поради злоба и завист што Аллах од добрината своја му спушта објава на кого тој сака од робовите своји. Поради ова неверување, тие навлекоа нов гнев од Аллах азза ва джеле покрај претходниот гнев и лутина што го заслужале поради нивната непокорност и скривување на книгите и поради посебно нивното убиство на Аллаховите веровесници. Па затоа Аллах азза ва джеле вели, па тие се врати од еден греф кој го имае на нов греф, а тоа е неверување во Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем и во книгата која Аллах азза ва джеле му ја објави. Потоа доаѓа општа пресуда. Иако овие се два примери или два ајети кои се односат на Бену Исраил или на евреите, на крај идет општа пресуда. И многу Аллах азза ва джеле ни кажува примери од народиве, а после идет со општа казна или општа награда, општа пресуда. Па велит Аллах азза ва джеле: "Валил кафирина азабун мухин", а на неверниците им припаѓа понижувачка казна.
Казна што ќе ги понижи, посрамоти и омаловажи на цел овој народ кој му се спротивстави на Аллах Азза ва Джелле. Ове, како што спомнавме и претходно, Аллах Субханаху ва Таала, иако спомен вид посебен случај, донес вид после општа пресуда. А за неверниците, што на секој еден неверник, не само евреиве, туку секој еден неверник, било да е оние што не поверува во Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, од неправда, од завист или било кој други неверник. Свите неверници, Аллах Азза ва Джелле им се заканил со понижувачка казна што ќе ги понижи и посрамоти на судниот ден посебно. Потоа, зборовите на Аллах Азза ва Джелле во овој курански ајет, што Аллах од добрината своја му спушта објава на кого тој сака од робовите своји, од ове се разбирате на најголемите и највозвишените благодати, браќа, тоа е илм, те е знаењето. Аллах Субханаху ва Таала овој благодат му го спушти на уммет кој претходно беше неписмен. Па Аллах Азза ва Джелле им го објави овој Кур'ан со што ги направи да биде најдобар уммет кој е појавен на оваа земја. И заради теја, најпоќе што можеш да го вознемириш и налутиш Аллаховиот непријател е токму со учење на Аллахова вера. И затоа оне што тие бараат е да истајат луѓево, а посебно младинава да истајат од Аллахова куќа, да истајат од џамииве, каде што ја учат ова Аллахова вера. Све ќе му дајат што имат можност на ова дуња, само да и торнет од џамииве. Само да не стеквет право и исламско или шеријатско знаење. Од зборовите на Аллах Азза ва Джел и се врати од еден греф на друг, па тие навлекува врз себе врз гнев, се разбира дека Аллаховата казна се зголемува нормално според гревовите и причините што ги предизвикуваат ова или што ја предизвикуваат ова Аллахова лутина. Затоа Аллах Азза ва Джелле на многу места, а и Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем ни објасна дека све кој што е спознал вистината, а потоа ја оставил, спаѓа меѓу оние кои Аллах Азза ва Джелле се налутил. Гајрил магдуби алейхим. Значи, упати не на правиот пат, но не на патот на оние врз кои што гневот свој го разлеа. А овде се мисли посебно на евреите и на секој еден кој ојд по нивниот пот. Евреите, како што знаеме, били луѓе на знаење. Знаеле вистината, но поради нивниот хасед одбиале и затоа се опишани со гнев и лутина од Аллах Азза ва Джел. Додека кај христијаните повеќе провладувало незнаењето, па затоа повеќе се опишани со заблуда. И се гледат тео многу работи ке ними, посебно се гледат во нивното верување за крстот или за тројството, како што рекле некои учени, верувањето на христијаните е голем срам за човештвото. Како може Господарот или Богот да се спушти па луѓето да го убијат, да го распнат и како може еден да биде тројца? И ова е нивното нормално, како што знаете, батил, верување. Но во овој случај, добро да се спомените на случка која ви е можда позната, случка со еден од големите учењаци, кој бил познат по теа што му дават одговор на христијаните. А тоа е Ел-Бакилани рахимахуллах. Тој има дури и книга со наслов Ел-Интисар лин-накил ел-Кур'ан, подпомогвање или помош на оние кои го преносвет Кур'анот, кој е печатен во 3 тома. Се пренесви дека византискиот владетел побарал од халифата во теа време да му испрати еден човек кој ќе се расправа со нивните луѓе, со нивните свештеници. Па тој халифа му го испратил Ел-Бакилани рахимахуллах. Кога пристигнал, видел дека му подготвиле ниска врата. Зошто? Со цел да го принудет да влези навален, со теја како знак на понижување пред ними. Во основа како да му се поклони на овие свештеници или на тој владар. Но тој Ел-Бакилани рахимахуллах е разбрал ова нивна намера.
па се свртел со неговиот грб и влегол наназот низ таа врата и така не се наведнал пред ними. Потоа седнал, а околу него биле насобрани свештеници кои биле спремни за расправа. Но тогаш Ал-Бакилани само со еден потек и замолчил на свите. И теа само со поздрав. Па му рекол, рахимахуллах, како сте, какови се жените или какови се семејствата и децата? Поздрав, како си, како се децата, како се семејствата? Па овој владар што бил, се зачудил и му рекол, чудна работа е со тебе. Твоите луѓе и халифата те избрале тебе и те испратиле како ниве најучен човек за расправа. А ти знаеш дека овие луѓе, тоа е свештениците, тие не се женет, немаат жени, немаат деца. Зошто? Зашто теа ке ними било знак на посветеност и чистота. Па тогаш Ал-Бакилани го чекал овој говор. Па му рекол, не е чудно ове што го реков ја, туку чудни се вашиве дела. Вие ги сметате нив за чисти од жени и деца, а на Аллах субханаху ва таала му припишувате сопруга и дете. Што значи, ако вие сметате дека вашите свештеници се почисти затоа што немаат жена и деца, како тогаш тоа му го припишувате на Аллах азза ва джелле и него му припишувате жена и дете? Што значи само со прво прашање или само со овија поздрав и замолчил на владарот и на сите тие свештеници кои биле подготвени за расправија. Прашањето него го подготвил само како обичен поздрав и разговор, но со тоа во основа ја рушил нивната идеологија или нивното верување. Поентата е дека Бог, нивното верување дека бил убиен, распнат, или дека се отелотворил во Месих и дека боженственоста се соединило и слично, е верување што разумот не може да го прифати и е големо понижување за човештвото. Од овдека возвишениот Аллах азза ва джел за евреите спомнува дека ги проколнал и дека врз нив паднал гнев, врз гневот кој претходно го имале, поради нивното постојано неверување, ширк, инет и непокорност кон нивниот Господар субханаху ва таала. И велите Аллах азза ва джел на крај, а за неверниците има понижувачка казна. Се разбира од овде дека иште една поука, а теа дека неверникот, зулумчарот или оној кој е арогантен, често се казнува со спротивното од оне што го сакал. Зашто тој, откако ја одбил вистината, со теа покажал арогантност, вообразеност и одбил да се покори, па Аллах азза ва джелле го казнил со теа што го понижил и на ова дуња, а посебно на ахирет. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни уцврсти на неговата вера, да ни даде разбирање на Кур'ан и Суннет, и го молиме на Аллах азза ва джелле да ни седини во Дженнетул Фирдеус заедно со пратениците, шехидите, искрените и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.